21 ноември, четврток, 18 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, вие сте токму на вистинското место на Вистинска телевизија. Ви благодарам што и оваа попладне одбравте да ја следите локалната програма на Вистинска телевизија. Продолжуваме со циклусот емисии Скопје ми е дома. После Газибаба, Аеродром и Бутел вечерва имаме нова општина и нов градоначалник со кој што ќе разговараме токму ова попладне. На самиот почеток од емисијата јас сакам да честитам еден голем празник, голем христијански празник, Свети Архангел Михаил, да честитам слава на сите вам кои што празнувате, да честитам имен ден на сите вие кои што си го славите и официјално почна сезоната на зимските слави, па нека ни бидат среќни и вечни и само убавени. Во оваа емисија исто така сакам да нагласам дека ќе ни биде интерактивна, односно ќе можете да го забележите низ текот на целата емисија во програма бројот на кој што ќе можете директно да ни се вклучите. Секако знаете, исто како и претходните емисии, да го контактирате нашиот гостин, да поставите директно прашање до градоначалникот. И во оваа емисија ви носиме непосредни, свежи, актуелни информации кои што не засегаат токму нам, граѓаните. Се надевам дека ќе успееме и оваа емисија да го задржиме вашето внимание и ќе бидеме интересни и секако со убави теми со нашиот градоначалник. Да погледнеме за која општина ќе разговараме. Општина Илинден се наоѓа во Скопскиот регион во Република Македонија и ги опфаќа селата Ајватровци, Бујковци, Бунарчик, Пучинци, Делјадровци, Илинден, Кадино, Марино, Младиновци, Мрелино, Мршевци и Текија. Илинден е општина во источниот дел на Скопската котлина, во северниот дел на Македонија. Основана е во септември 1996 година. На исток се граничи со општината Куманово, на северозапад со општина Рачиново, на запад со град Скопје, а на југ со општина Петровец. Главна приградска населба е Илинден. Околу 70% од земјиштето е земјоделски обработливо, а на територијата на општината се наоѓаат и некои важни индустријско-стопански објекти, како рафинеријата за нафта Окта и слободната економска зона Бунарчик. Градоначалник на општината е Александар Георгиевски. Седиштето на општината е населбата Илинден или поранешно Белимбегово. Населбата има разбиен тип, а поради големиот број на население и доселеници, како испојување на соседното место Марино, таа има се повеќе урбани карактеристики и важи за градска населба. На југ од Илинден води патниот правец на кој се наоѓа Јурумлери и води кон Драчево. На североисток се Ајватовци и Бунарчик, на северозапад е Арачиново, на исток и југоисток од Илинден се наоѓа Марино, низ кој водат два локални патни правци кон Кадино и Мралино и кон Младиновци. На запад е град Скопје со населбите Хиподром и Маџари. Поволната географска положба и одличната сообраќајна поврзаност на населбата Илинден ја овозможува одлична економска развиеност. Во непосредна близина на Илинден се наоѓа индустријската зона Илинден, слободната економска зона Бунарчик и рафинеријата Окта, каде што работат голем број на фабрики, производствени погодни, стоваришта во кои работат жители на Илинден. Поголемиот дел на жителите се занимаваат со секундарна стопанска гранка како работа во индустријата, градежништвото, трговијата и угостителството. Во близина на Илинден се наоѓа и Скопски аеродром, во кој работат дел од жителите на Илинден. Општина Илинден има околу 16.000 жители. Токму така, општина Илинден или општината чие име е синоним за една вековна борба за слобода на македонскиот народ. Велам добре дојде токму за градоначалникот на општина Илинден, господин Александар Георгиевски. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома. Чинам и во првата, еве сега овој пат и во втората сезона со мене. Како сте? Добро сум. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата.
убаво ми и пријатно во вашето студио, како што беше и минатиот пат, токму и сега, и да искористам јас приликата да го честитам денешниот празник Свети Архангел Михаил на сите верници кои што го слават. Општина Илинден велите повторно на врвот на транспарентност на општините според последните информации, веднаш после општина Бутел. Што тоа значи за вас како градоначалник со повеќе од 3 години мандат? Колку сте транспарентни за граѓаните? Па морам да кажам дека во делот на транспарентноста изминативе неколку години, секоја година кои излегуваат истражувањата, се гледа дека Илинден има еден нагорен тренд на транспарентност, и тоа се независни тела кои што ги извештаите што ги објавуваат, и така да сме многу задоволни од тој нагорен тренд на транспарентност. Значи тоа некој го препознава, го гледа, и таа отвореност на општина Илинден веќе е препознатлива и пошироко. Еве, самите спомнавте, во едно од тие истражувања, токму сега брзо излезе, мислам дека во јавност, Илинден е на самиот врв во регион, во Скопскиот регион, заедно со општина Бутел, односно исти бодови мислам дека имавме, сме број 1 на таа листа, што ни причинува особено задоволство. Колку често се гледате со вашите сожители? Па, видите, секој дневно нашата работа е поврзана со населението, освен административната работа, ние сме постојано на терен. Мојата работа не е само канцелариска. Се трудиме секој дневно колку можеме да бидеме на терен, каде што имаме тековни проекти, каде што се градат нови проекти, каде што имаме средби со граѓани, дали биле некои прослави, слави, имаме во општината внатре и отворени денови, секој граѓанин може да закаже средба, секоја недела во среда и петок со урбанизам има отворени денови. Вообичаено на недела две тие што имаат закажано со градоначалник директно се повикуваат на средби, најпрво ги контактира мојот кабинет, нели, ако може да им помогне добро, ако не доаѓаат, нели, директно и се гледаат со мене. Исто така имаме алатка кај што е праша го градоначалникот, што е на нашата веб страна, и секој може да постави прашање, коментари и така натаму, и да добие повратно одговор, нели, од службите и од мене. Така да генерално се трудиме да бидеме транспарентни и Колку отворени. граѓаните се чувствуваат блиски да се вклучат во работата на локалната самоуправа, и колку тоа е од клучно значење токму за обичниот граѓанин кој што сака да дознае што нели се прави во неговата општина? Така, значи, освен оваа директна вклученост со лично присуство и средби со граѓани, ние постојано, речиси секојдневно, нашата страница, веб страница на општината ја полниме со информација каде што граѓаните може да се запознаат. Исто така на социјалните мрежи сме присутни со секојдневни објави, каде што исто така може да се види нашата работа директно од граѓаните. Зборам за оние побитни работи, за секојдневните административни работи, тука и не мора тоа да го објавуваме, тоа е нешто нормално, но кога се работи за нешто што е капитални, стратешки проекти, нормално дека граѓаните се запознати. Исто така морам да напоменам, таа комуникација не е само преку овие алатки и овој начин. Ние мојот телефон е достапен, секој може да прати порака, дали било на социјални мрежи, дали било директно, така да на секој одговорно, секој е искомунициран, нели, во рамки на можностите. Можеби сегде не можеме 100% да помогнеме, но сметам дека во најголем дел се помага колку што се може, или се искача исто така во пресред. И кога зборите за иницијативноста, граѓаните се особено иницијативни, даваат своји предлози, коментари и така натаму, што секогаш гледаме да ги интегрираме во нашето работење, во нашите програми и така натаму, кој што тоа ни е есенцијално и битно за функционирање, нели, Споминавте дека граѓаните се вклучени на непосреден начин исто така во креирањето на буџетот за 2025 година. Да, значи и изминатите години, како изминатите, така и оваа година имаме јавен повик каде што секој граѓанин може и електронски да пополни посебна апликација со предлози за буџетот. Мислам дека до крајот на месецот е отворен тој систем, може и лично да дојде во општината истото тоа да го направи, може да го направи по социјалните мрежи. Исто така секоја година организираме и отворени денови, вообичаено викенд или попладневни часови, каде што исто граѓаните можат и директно да се видат или со мене или со службите, исто така дадат предлог, така да секоја година тоа ни е веќе пракса, и така да и оваа година ќе биде истото. И веќе го правиме. Господин Георгиевски, помина скоро чинам повеќе од 3 години од вашиот мандат. Па, да, 2021 граѓаните ви ја дадоа довербата како прв човек на општина Илинден. А колку сте задоволни од досега реализираното, а видено во предизборната програма? Искрен да бидам, јас сум многу задоволен за тоа што, знаејќи како ја стартувавме општината, во каква состојба беше, нели, во тој период, морам да кажам дека за овие 3 години реализиравме многу од програмата, најголем дел процент.
Но исто така треба да се напомене дека многу работи реализиравме што воопшто не ни беа во програмата. Значи, имаме реализирано многу проекти, многу активности кои што воопшто не беа дел од програмата, а сепак ние ги реализиравме, така да ако кумулативно собереме и имаме и над програмата реализација. А има ли нешто што го ветивте, а досега не го почнавте? Видете, има работи кои што беа поврзани со централната власт и кои што сме зависни од таму, како што е се уште официјално започната, например, сакавме да направиме некои клучки на автопатот за полесно функционирање на граѓаните, каде што се надевам со новата влада дека тоа ќе успееме да го направиме. Противпожарна станица кај што е директно поврзана со градот Скопје, немаме некоја соработка таму, а сакавме така да има некои проекти така што биле дел, сме сакале да ги направиме и тие ги разговараме се и сме во постапка на одлучување, но сепак тие не биле реализирани, ама не зависеле директно од локалната самоуправа. Вие сте задоволни, но што велат граѓаните? Вистинска телевизија излезе на терен и ги праша токму жителите на општина Илинден колку се задоволни од работата на Александар Ѓорѓиевски како прв човек на општината. Ги прашавме директно граѓаните дали повторно можеби ќе му ја дадат поддршката на Ѓорѓиевски за втор мандат и колку се задоволни секако. Во приложение предлагам да погледнеме анкетата која за вас ја подготви Вистинска телевизија. На последните локални избори во 2021 година жителите на општината Илинден довербата за прв човек на општината ја дадоа на Александар Ѓорѓиевски. Вистинска телевизија излезе на терен и ги праша истите тие жители колку се задоволни од досега реализираното, а ветено од страна на градоначалникот Ѓорѓиевски. Во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата која за вас ја подготви Вистинска телевизија. Па би можел да кажам дека сум задоволен. Сега ќе видиме за понатака како ќе биде. Се работили во општината, се вложували за младите конкретно? Па што знам да кажам? Можно е. Па да, Би му ја дале ли повторно довербата на Ѓорѓиевски? сигурно. Би му ја дале ли повторно довербата за градоначалник? Супер, супер. Одличен. Се работили во општина или Да, се работи. Е, тука е општина. за пензионерите подобри ли се условите? Супер. Па, ни качи пензија. Ни качи сега. Добро, супер. Би дале ли повторно доверба на Ѓорѓиевски? Да. Јас сум задоволен, да ви кажам. Супер. Се работили во општина? Да, поготово во Илинден кај нас во Белинбегово. Тоа мене ме радува повеќе. Да. Патиштата се најбитни. Патишта, одвод, тоа. За игралиштата. Би ја дале ли повторно довербата на Ѓорѓиевски? Секако да. Да. Екстра задоволни. Патишта, канализација, училиште уште едно. Се работили во општината? За децата све се работи, да. Игралишта, спортски сали. Тоа е што друго да кажам. Би ја дале ли повторно довербата на Ѓорѓиевски за градоначалник? Да. Да ни кажете дали се работи во општината? Не знам, ништо сум. Па нема превоз, нема. Задоволна сум, добро е, окей. Се работи во општината? Да. Се чувствуваат промени од претходниот мандат? Па има, идат некои работи на подобро. Па би го гласала, зашто да не, нека се покаже барем уште 1-2 мандати. Се работи. Прави, тука, улици, све. Се чувствува промена од претходниот мандат? Да. Пред тоа не знам кој беше, ама има промени, да. Би го гласале повторно Ѓорѓиевски? Да. Го гласам, да. 102,5%. Се работи во општината? Да, се работи. Би го дале повторно вашиот глас? Во секој случај. Уште не е ништо средено како што треба да биде. Очекувањата не се исполнати баш. Се работи во општината? Се работи, ама многу бавно, многу полека, улиците сите раскопани, ништо не средено, одводот уште не ни е среден. Што да Би кажам? дале шанса за уште еден мандат? Па ако доврши ова што почнал, ако се направи одводот првично, тоа највеќе ни треба. Нели? Сите сме со размислување. Па да ви кажем право, си функционира тука, во овој дел поготово, кај што сме сега. Меѓутоа има некои делови што има изостаноци, што треба да се поминати натака, да речеме на кај Миладиновци. Има доста направено, ама има и по некои делови што треба да се
Ќе му даете ли шанса за уште еден мандат да доработи се што ветил? Зашто да не? Од фиксни десетка, чиста десетка. Се работи во Илинден? Да. Се работи и улици, и одвод, и довод, игралишта, детски игралишта, овие мини игралишта, клацкалки, такви работи, да. Се работи. Дали уште еден мандат доверба за Георгиев? Цел живот. Слушај, јас сум задоволен од него, нема мене. Презадоволен сум, да ти кажам право. Се работи ли во општина? Да. Еве, На што најмногу работи градоначалник? па еве патишта ги прави сите ги онуди се, ги реновира ги онуди се. Би дале ли уште еден мандат поддршка за Георгиев? 100%. Премногу, супер си е. Би дале повторно поддршка за градоначалник? Зошто да не? Се работи во општината? Да, многу. Гледат и самите. Многу. Задоволни, нема грешка. Задоволни. Улицата се прави, другата улица таму доле од камп навака. Па има се работи, доволно е да ти кажа браво. Спремо другите градоначалници и ова е добар. Рано е уште да се разбереме. Сега он е кратко време е тука. Има време. Ќе направи. Би му дале повторна шанса за Ќе му дадеме, а он ќе даде по едно пиво. Граѓаните се толку искрени што нема промашај. Што ќе кажат тие, тоа е последниот збор, тие ја даваат довербата и тие ја земаат. Како сте задоволни од анкетата? Па, генерално, секоја анкета и секоја мислење на граѓаните го ценам и сум задоволен нормално каква и да е анкетата, затоа што тие се отсликна оноа што се работи во општината и таму најискрено ќе ги слушнете граѓаните, нели, кај што најискрено ќе ви кажат. Така да секоја анкета и критика и пофалба е значајна за нас како локална самоуправа и за мене како градоначалник, затоа што тоа ни дава поттик, нели, да работиме и да се коригираме онаму каде што грешиме. Токму така и тоа е чинам најважниот глас кој што треба да допре до првите луѓе на општината. Граѓаните велат се работи во општината, ајде да видиме што се работи во општината. Владата обезбеди средства за реализација на повеќе капитални проекти, именно подпишавте договори за нови капитални проекти. Колку финансии добива општина Илинден? Па според методологијата на владата, во сега за 2024 година околу 46 милиони денари општина Илинден доби. Што тоа значи, што ќе се работи конкретно во општината? Па се работи веќе на неколку, ние аплициравме за неколку проекти, ги комбинираме со оние проекти кои што се финансираат директно од основниот буџет заедно со овие средства, така да ќе се работи на патната инфраструктура, на изградба на исто на комунална инфраструктура, пред се на фекалната канализација, така да тој тип на проекти го имаме. Еве прв проект кој што ќе биде тендериран наредниот период е реконструкција на патната делница помеѓу селата од Мршевци и Бујковци. Тоа е пат од 1 километар каде што комплетно целиот ќе биде реконструиран. Понатаму уште веќе работиме на фекална канализација во Кадино. Со овие средства ќе ја доградиме уште еден сегмент од таа фекална канализација. Се работи во местноста Јака на изградба на мост, уште еден влез на таа настолба со две улици кои што се исто така од тој мост треба да ја спојат населбата со останатиот дел од општината. Така да тоа се само мал дел од оние проекти кои што ќе ги работиме идниот период, а се финансирани токму од овие средства. Голем дел од граѓаните пофалија дека се работи на патната и комуналната инфраструктура, а Илинден важи за една од руралните општини во Скопскиот плански регион. Во каква состојба затекнавте општината во однос на патната и комунална инфраструктура? Токму така, сериозно вложуваме во патната инфраструктура и комуналната инфраструктура, затоа што Илинден по дефиниција е рурална средина, но нашата цел е, нели, да што повеќе да урбанизираме општината и што повеќе, нели, да ја доближиме до да има еден урбан лик. Мислам дека во тоа добро ноди, се трудиме максимално како општина, така да изминатиот период се работиме сериозно на изградба на патишта и улици. Се реконструираат моментално само сега во моментот неколку делници, иако е ноември месец, гледаме да го искористиме времето, така да само што се заврши улицата 9532 со реконструкција во должина од над 850 метри, тоа е, ние популарно кажано, од кај што е се моментално Халкбанка до раскрсницата кај Ким, така да тој дел со комплетни тротоари го завршивме. Работиме на реконструкција
првата фаза улица 8 во Илинден, од 250 метри комплетна реконструкција, ќе следат уште две фази, каде што исто така во должина од 1000 метри комплетно ќе се реконструира улица 8 со изградба на уште еден тротоар и одведување на атмосферските води и доградување на фекалната мрежа, фекалната канализација во тој дел. Исто моментално работиме на комплетна реконструкција на изградба на патниот правец улицата Кадино и Мралино што ги поврзува, исто во должина од над 500 метри со изградба на комплетно нова патека која што ги спои овие две населени места. Работиме на локални патчиња и улици и санација, така да моментално се работеше во Марино, сега се работи во Кадино, па ќе продолжиме во Миладиновци, во Илинден се реконструира улици, се заврши улицата 36 која што е во економската зона и спојува Илинден и Ајватовци. Завршивме една огромна улица од 600 метри внатре во стопанскиот комплекс Илинден, кај што се најголемите индустријски капацитети во општината. Улицата 13 во населено место Илинден, многу улици, изминатава година дури не можеме сега да ги запамтиме, така да се работеше на многу делови, а морам да кажам дека наредниот период дупло од тоа ќе се работи. Оптимистички ова. Да, во делот на патната. Инаку можам да зборам и за фекалните канализации, така да и таму сме на неколку фронта работиме. Моментално во тек се неколку проекти, морам да ги потенцирам. Тоа е изградба на првиот сегмент од фекалната канализација во населено место Кадино, заедно со потисен севковод и препумпен уред. Се работи на фекална канализација во Илинден, на делот место викано Плац, значи веќе таму колекторот е при крај, се работат приклучните секундарните мрежи и наредниот период се завршија бушењата под автопатите, сега следува бушење под железничката пруга, така да и тој дел до почетокот на 2025 година ќе биде ставен во функција. Комплетно се заврши веќе во финална фаза фекалната канализација во местноста Ограѓе во Илинден и таму веќе и приклучоците се готови. Наредниот период до крајот на месецот ќе се заврши со асфалтирање на уличките и корекција. Работиме на спој на главните два колектори во Илинден и Марино, кои што завршуваат на излезот во Марино, така да сега работиме на спој на тие колектори и проектираме нова пречистителна станица таму. Се работи на нови проекти за нови фекални канализации, така да проектираме во Мралино, проектираме во Миладиновци, работиме на секундарни линии на фекална канализација, моментално се работи на реконструкција на водоводната линија во Кадино, која што беше дотрајана и таа се менува во должина од над 1000 метри. Завршиме со комплетната реконструкција на водоводната линија во Илинден. Ќе да прекинам овде, имаме гледач на линија. Ало, добро вечер. Повелете, дали се слушаме? Врската ни се прекина, ќе го почекаме гледачот подоцна да не се вклучи. Така да на многу фронтови само во овој. Така, набројавте повеќе проекти, проекти од патната и комуналната инфраструктура на кои што сте ги сработили, на кои што се работи, ќе успеете ли се да сработите во последната година од мандатот? Па се надеваме дека оние замислени цели, зацртани цели кои што ни се, дека до крајот на мандатот ќе се завршат, така да ќе почнеме и со многу други проекти, па и ниот период ќе се довршуваат. Значи ли тоа дека планирате да барате поддршка и за следен мандат? Затоа одлуката ќе донесеме здравје некои си таму пола година пред изборите, мислам дека се уште е рано да ја донесеме финалната одлука. Но многу битно ќе ни биде и мислење на граѓани, и мислење на многу фактори ќе влијат каква одлука ќе донесеме. Кога говориме за рурална општина, важно е да кажеме дали остана неасфалтирана улица, дали остана населено место без канализација, бидејќи знаеме дека тоа е најважно на граѓаните во руралните средини. Така, значи ние најголемиот проблем. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте? Благодарам. Како прво сакам да го похвалам градоначалникот за убавата реконструкција на тековната реконструкција на сите улици во самата општина и сакам да поставам едно прашање дали би се решил и тој проблем како конкретен на улица 27 кај каналот Тисовец на Топилник, дали би имало план на некое затварање на каналот бидејќи имаме мали течење по самата улица и се го сметаме како нека опасност во летниот период, бидејќи има многу деца што се играат тука. Дали има некој план за затварање на овој канал?
Ви благодариме за јавувањето, ви благодариме за прашањето. Повелете, Граначе. Да, ќе го одговорам на прашањето, значи за улица 27 кога што разбрав, тоа е јужниот дел. Така, канал на улица канал, 27. сега тој канал, ако е се точно не знам за кој канал, таму два канали мениот најверојатно ако мисли за атмосферски канал за одведување, тогаш тој може со цевки, ќе видиме дали е тоа возможно да го изведиме со големи цевки Фи 1000 или Фи 500 да го затвориме, да оставиме шахти нели за одведување на водите, но доколку се работи за отворен голем канал, сега точно не знам за кој точно мисли, таму има два канали, тогаш тој е под водостопанство и тие не смееме да ги затвараме. Но овие помали што се атмосферски канали, доколку се процени дека може да се затвори, на тој начин што не смееме фиксно да го затвориме, мора да оставиме нели цевки за одведување на тие води, би го направиле тоа, но ќе искочат нашите одговорни од општината, ќе видат точно за што се работи и ќе даеме точна информација. Така, ви благодарам. Се пофаливте во делот на инфраструктурата со многу проекти. Еве овде имаме ние и дрон од самата општина Илинден. Една прекрасна соработка со Македонија на Дланка или нашиот соработник Бојан, Macedоnia from Above. Колку се смени ликот на општината Илинден? Изминатите декади многу се смени ликот. Јас пак речем особено кога Илинден доби да биде посебна општина, 96 наому, мислам дека радикално го променивме ликот. Со тоа што последните години интензивно работиме на сето тоа. Мило ми е што Илинден станува атрактивно место и за бизнис, но и за живење. Најголем делот ние сме познати по индустријските капацитети. Најголемата економска зона во државата, тоа е 30 се наоѓа на територија на општина Илинден, тука си неколку локални економски зони каде што многу наши домашни компании имат инвестирано, но и странски. И ние даваме работа или вработување во општина Илинден за многу граѓани, не само од општина Илинден, него и од соседните општини, од градот, од градови како што е Веле, Штип, Куманово и така натаму, Свети Николе. Така да Илинден е атрактивен во тој дел, но станавме атрактивни како место за живење и за индивидуални домаќинства, кај што се повеќе станови се купуваат, куќи, плацеви за изградба на куќи за индивидуално домување, но исто така се купуваат и станови за колективно домување. Имаме на неколку локации каде што се изградени висококатници, кои што исто така стануваат атрактивни и многу од граѓаните ги купуваат становите токму во општина. Ќе се продолжи да се гради токму со такви? Видете, ќе има од претходно што се започнати постапки, ќе има уште неколку висококатници кои ќе се изградат, но никако општина сметаме дека не смееме да дозволиме во голема мера да се градат висококатници, зашто сепак треба да го задржиме оној хуман начин на живење, така да нашата стимулација во иднина повеќе ќе биде за колективно домување, ако збориме да биде во некои помали единици до максимум 8 стамбени единици, затоа што сметаме дека Илинден како приградско место повеќе ќе му одговара таков тип на колективно домување и е поатрактивно за самите жители и од друга страна нема да ја преоптовари нашата инфраструктура и патна и комунална. Атрактивен ли е Илинден за младиот човек конкретно да живее на територија? Мислам дека да, со оглед на тоа што имаме ние една од ретките општини што има прво пораст на население од последниот попис. Потоа имаме исто така од други општини кои ќе правиме компаративно, каде што имаме голем пораст на деца во училиште. Така да ние паралелно со сето ова гледаме дека многу млади брачни парови се доселуваат во Илинден и го бираат Илинден како место на живење, што особено не радува дека токму Илинден е таква дестинација каде што сакаат да живеат. Илинден е во Скопски плански регион, меѓутоа не спаѓа под град Скопје, меѓутоа овде е близко до градот и секако тоа чинам дека функционира како тоа особено не радува што не сме во градот, веруете со сите проблеми, така да Илинден си е независна општина, самостојна општина и Илинден самостојно и се развива, но е дел од тој Скопски регион и сме поврзани нормално со градот на многу подрачја. Соработувате ли со останатите општини во? Секако, да. Во рамки на Скопскиот регион, особено со соседните општини имаме одлична комуникација и соработка и со други општини, така да соработуваме, секако разменуваме искуства, си помагаме меѓу себе, затоа што сметаме дека само на тој начин сите заеднички може да допринесеме нашите граѓани да бидат задоволни и да им пружиме што подобри услови за живот. Кога говориме за младиот човек, што конкретно се прави, што се вложува, несомнено е да го споменеме спортот.
Именно неодамна во салата Гоце Делчев токму во Илинден се одржа 13-тиот меѓународен турнир во џиу-џица боречка вештина, која што беше поддржана токму и од вас како општина Илинден и секако од Министерството за спорт на чело со министерот Борко Ристовски. Имавме прилика да видиме една навистина убава манифестација, еден турнир каков што доликува на еден меѓународен турнир со повеќе соседни држави. Какво е искуството на општината со организацијата токму на ваквите спортски манифестации? Се случува ли често спорт во општината? Па морам да кажам дека Илинден е и препознатливи по спортот, така да имаме многу спортски настани во текот на годината што ги организираме или што се организираат на наша територија. Еве ќе споменам и ќе набројам неколку спортски настани, например традиционално негде во месецот јуни организираме денови на младински спорт, каде што заедно во соработка со училишниот спорт, со Сојузот на училишни спортови, каде што многу наши дечиња во разни спортови се надпреваруваат помеѓу себе. Дали е фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и други спортови. Понатаму исто така сме покровители на многу настани, како што споменавте, пред известно време џиу-џица меѓународен надпревар се одржава на територија на општина Илинден во нашата спортска сала, каде што веќе соработуваме со таа федерација и неколку години наназад тој турнир се одржува токму кај нас, што ни е особена чест. Минатиот викенд се одржи таеквондо државен надпревар, заедно во соработка со таеквондо федерацијата и еден локален таеквондо клуб. Се организира во фудбал за деца до 12 до 14 години Илинден куп, заедно со фудбалската школа Гроздановски, каде што исто така е меѓународен и веќе втора година го организиравме овој септември, каде што многу деца од многу држави присуствуваат на тој турнир и Илинден е многу посетен токму тој викенд кога се игра тој Илинден куп. Се одржуваат и многу одржуваме трофеј Илинден, тоа е велосипедска трка, што влегува во календарот на велосипедската федерација. Имаме наши ентузијасти, локални клубови за маунтбајк, каде што ги поддржуваме, исто така организираат експедиции на оние делови од Илинден кои што се по-неурбани, да речеме, во руралните делови, по сартовите, нели, на Илинден, и така се открива убавината, нели, на Илинден. Имаме многу локални турнири во мал фудбал, кои што исто така општината ги поддржува во населените места. И сега може ќе пропуштам негде, ама многу настани. Како општината ги мотивира младите спортисти? Имаме ли некои стипендии токму за нив? Да, значи општината за прв пат од своето постоење од минатата година воведе субвенции за индивидуални спортисти. Кога зборам за индивидуални спортисти, тоа имаме посебен правилник, каде што ги наградуваме оние спортисти кои што оствариле некој успех во изминатиот период, дали се тоа професионални спортисти или се младински, без разлика, сите имаат категоризација и секој успех, дали е државен првак, второ, трето место, дали е во јуниорска, сениорска, меѓународна конкуренција, сите тие ги поддржуваме како индивидуални спортисти и доделуваме еднократни стипендии. Но морам да кажам тука дека исто таква помош добиваат и фудбалските клубови на територија на општина Илинден, каде што исто така ги помагаме, сите нивни членарини и дотации према фудбалската федерација ги покрива општината, се со цел најнормално да се надпреваруваат. На останатите приватни клубови кои што нели се комерцијални и наплаќаат, ми скачаме сепак во пресред, каде што им ги остапуваме нашите терени, дали е спортска сала или фудбалски терени или тениски терени, по многу ниски цени, за да може субвенционирани цени, за да може истите да даваат услуги кон граѓаните. Отворени се и салите во училиштата и тие се градат ли нови спортски сали, спортски центри? Каква е ситуацијата во тој дел? Инвестиции во спортската инфраструктура? Тоа е посебен дел во инфраструктурата. Мислам дека вие неколку години многу направивме во спортската инфраструктура. Така да речиси нема населено место каде што нешто не се работеше. Ќе почнеме од последнава година каде што се направи терен на посебна специјална подлога гумена во Илинден, позади спортската сала. И исто така направивме нова атлетска патека, зашто имаме многу наши спортисти кои што се маратонци, се занимаваат со трчање, со атлетика. Едно нив и Дарио Ивановски, овогодишниот олимпиец. Така да направивме реконструкција на многу спортски терени низ населените места, го реконструиравме спортскиот терен во Бунарџик, спортскиот терен во Ајватовци, спортскиот терен комплетно е реконструиран во Миладиновци, исто така во основното училиште браќа Миладиновци во Миладиновци е комплетно реконструиран теренот, реконструиран е теренот во населено место Текија,
во Мралино направен нов баскет терен, саниран е баскет теренот во Кадино, така да многу вложување во спортската инфраструктура. Може и ќе заборавам многу проекти. Направивме тератана на отворено, за најмалите имаме детски катчиња во делот на урбана опрема. Така, малку подоцна ќе ги опфатиме и дечињата и најмладите. Доделивте решенија за финансиска поддршка на одредени категории спортисти. Како ги категоризиравте? И дали тоа беше еднократна парична помош за самите поединци? Така, значи тоа се еднократна парична помош, се доделува еднаш годишно, има правилник донесен од Советот на општина Илинден, каде што кога се изготвуваше тој правилник се зема сите позитивни законски прописи што ги носи државата, Агенцијата за млади спорт, тоа е сега Министерството за спорт, и каде согласно тие стандарди се направи тој правилник по кој што се објавува јавен повик и самите спортисти се пријавуваат и посебна комисија составена од истакнати спортски имиња, независна нели од општината, ги прегледуваат тие апликации и тие носат финалната одлука. Во повеќе наврати се пофаливте со порастот на населението во општината. Ние во фактите на самиот почеток наведовме нешто повеќе од 16.000 жители. Како стои оваа бројка денес? Последниот попис покажа 17.500 жители има Илинден, но ја морам да кажам дека таа бројка е многу поголема, затоа што имаме многу ново население кое што се населува, се уште не ги немаат променето своите лични документи, така да таа бројка е сигурно меѓу 18 и 20.000 во моментов. Пак ќе кажам, имаме зголемување на бројот население, зголемување на младото население, нов прилив на деца во училиштата, во градинките, и тоа се гледа и во самата живост на општината. И кога разговаравме претходно нели за инфраструктурата, дали треба да се асфалтира се уште, таа е општина што се шири, што е динамична. И ние секогаш не е некоја општина што се иселува, каде што обратна е нели миграциониот пропис, имаме имиграција, па сега тоа е тоа што ќе инвестираме нели кога луѓето се селат таму. Овде ќе имаме цело време зголемување на населението и затоа и работата е наша е да нормално да се носиме со тој прираст на население и со новите предизвици. Прирастот на населението го наведовте како една од причините за создавање на полициска станица, токму потребата од полициска станица токму на територијата на општина Илинден, за кое што склучивте чинам договор со министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, зашто ќе стане збор конкретно и дали нема полициска станица досега во Илинден? Токму така, полициска станица нема во Илинден, нема ни полициско одделение за жал. Нас не покрива полициско одделение од Петровеца, сме под полициската станица Газибаба, а Илинден е една динамична општина, голема општина која што се развива и има потреба од такво нешто. Така да со министерот се видовме, разговаравме и едногласен беше заклучокот дека Илинден заслужува полициска станица и веќе почнавме и практично да разгледуваме и локации, каде би било тоа, што би било. Има можност, треба најпрво да има законски измени, се надевам дека многу брзо од денес, почетокот на 2025 ќе ги има тие законски измени за да се овозможни формирање на таква полициска станица. Како преодно решение може да се искористи некој постојан објект кај што можеме да го адаптираме на полициска станица, но подолгорочно веќе ние разгледуваме локација, негде тоа е близу средното наше училиште, каде што сакаме да изградиме таму комплетно нова полициска станица и каде што исто така, ако може, во склопот на таа полициска станица да изградиме и противпожарно одделение. Така да тоа е една од работите кои што во иднина ќе се стремиме и ќе се насочиме и се надевам дека ќе го реализираме затоа што Илинден го заслужува, тоа има потреба од сето тоа. Колку институциите централната власт се спремни да дадат зелено светло за проектите токму од ваков тип? Па морам да кажам дека со промена на владата и со новата влада имаме поголема соработки, еве токму во таа насока и оваа средба со министерот Тошковски. Во минатото исто Илинден ние уште во 2022 година се обративме со допис до МВР и со ургенција за да го почнеме овој процес за полициска станица. За жал, иако беше формирана комисија, таа комисија даде највисоки оцени дека Илинден го заслужува тоа, сепак од тогашниот раководство на МВР не беше дозволено да продолжи тој процес и да се формира таква станица, но никогаш не е касно, еве и сега го почнуваме овој процес и се надевам дека многу брзо, од денес, можеби за година, можеби за помалку од тоа, можеби за 2 максимум, ама полициска станица ќе има во Илинден. Кога говориме за пораст на населението во општината, несомнено тука се новороденчињата, дечињата, детските градинки, училиштата. Има ли доволно општината капацитети за да ги изгрижи? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавува гледач,
што ви ја прати емисијата и сакам конкретно да ја поздравам како прва водителката. Ви благодарам. А се јавим посебно да го поздравам и градоначалникот. Не ми е движењето многу во општина Илинден, ама неколку пати сега последно во време што сум пошла и сум презадоволна. И го фалам секогаш градоначалникот така да продолжи. И да има комуникација со населението, уште позадоволни граѓани да има во Илинден. Пошто сите го фалат. Ви благодариме за јавувањето. Благодарам. Голем поздрав, само чисто да ве поздравам до мајцата. Ви благодарим. Емисијата ви е прекрасна и продолжете така. Сите градоначалници да ги видиме. Ке ги видите, господјо, секој е добро. Ви благодариме за јавувањето. Благодарам на гледачката. Ќе продолжиме. Има ли капацитети во детските градинки, во училиштата, се градат ли училишта нови во поселените места? Овој прилив што кажав на население изискува да ние инвестираме и во тој дел. Затоа ќе кажам најпрви дека од 1 септември оваа година направивме комплетна доградба на градинката. А од 1 септември ќе е пуштена во употреба. За неполна година изградивме таа доградба, каде што потполно ги задоволивме потребите за јасли во детската градинка и во моментот на 1 септември кога ја отворивме оваа доградба на градинката, листата на чекање во Илинден во тој момент беше 0 деца на чекање, што е раритет во однос на скопските општини. Знаеме колку има, какви се листи на чекање, но ние не запираме тука. Иако моментално сме го решиле тој проблем, веќе размислуваме за нова маркица и во 2025 ќе има нов урбанистички акт каде што ќе озможиме да проектираме уште една градинка на територија на Илинден за да можеме да го антиципираме растот на население во идниот период. Исто така, во делот на образованието, отворивме комплетно ново училиште, подрачно училиште на основното училиште Гоце Делчев, каде што за волја на вистината за прв пат воведовме и целодневен престој, веќе тој целодневен престој од година во година го зголемивме и сега веќе дојавме дека имаме целодневен престој за прво, второ и трето оделение, што претходно го немавме, а беше и како потреба за нашите граѓани. Отворивме сензорна соба. Да, интересно беше и промоцијата на ново патничко возило за училиштето Илинден, кое што го привлече вниманието на сите. Во средното училиште таму посебно многу вложуваме и таму имаме многу инвестиции. Наредниот период ќе видите таму ќе имаме интересни инвестиции во тоа училиште. Изминатиот период токму така набавивме едно патничко возило комби за превоз на 9 лица, мислам дека е регистрирано. Тоа е за потребите и на средното, и останатите основни училишта, за децата, за наставниот кадар, за потребите на општината и така натаму, така да, тоа е плюс инвестиција, а веќе правиме проекти за доградба на основното училиште Гоце Делчев, со нови делови, со нови училни, за да можеме таму да го големиме капацитетот. Веќе од оваа година почнавме со едносменско работење, сакаме тоа да го задржиме, но исто така и да овозможиме да и кабинетска настава, нели, во самото тоа училиште. И исто така почнавме со проектирање, ќе почнеме во идниот период, тоест и за нова спортска сала, здравје Боже, тоа би потрајало, но сигурно до година би бил проектот готов во основното училиште Браќа Миладиновци. Го сменивме комплетно кровот во основното училиште Ристо Крле. Исто така инвестираме во сите училишта, многу нови табли електронски се набавени, нова опрема во сите училишта, така да и таму вложуваме многу средства. Одбележавте детска недела, присутен сте на патровните празници на училиштата. Каква е соработката со првите луѓе на училиштата? Одлична е соработката. Сметам дека мораме да имаме посветеност како локална самоуправа и тука таа посветеност лично како градоначалник ја барам и од самите раководители на образовните институции на територијата на општина Илинден, дали се тоа во училиштата, градинките и така натаму. Мораме да имаме посветеност и работа, затоа што само на тој начин можеме да очекуваме промени и да ги задоволуваме потребите на нашите граѓани, особено на нашите најмали кои што највеќе го заслужуваат тоа. Како последен, но не помалку важен концепт во делот на мојот концепт е чистотата и хигиената во општината. Ќе се пофалите ли со истите? Мислам дека општина Илинден е една од општините во градскиот регион каде што особено важи за почиста општина. Само во изминатиот период над 30 депонии локални се исчистени. Генерално нашето јавно комунално предпријатие функционира одлично, една многу стабилни нозе, нема долгови и ги подобруваме секојдневно условите за работа на нашите вработени таму. Изминатиот период се набавија неколку возила, работни машини за потребите на тоа предпријатие, опрема од секаков вид. Така да
сме во текот, сме во кондиција и нонстоп набавуваме и се модернизираме се со цел да даеме подобри услуги на нашите граѓани. Да, овде го споменуваме и проектот Вештини за зелена транзиција, кој што исто така го... Тоа е еден проект, интересен проект кој што општина Илинден е дел, а е европски проект, преку Еразмус програмата на Европската Унија, заедно со други и невладини организации, друг тип на образовни институции од 6 земји членки на Европската Унија. Илинден е дел од тој проект и веќе мислам дека до година тој проект ќе треба да се финализира. Тоа се многу интересни практики, многу интересни документи и стратегии ќе произлезат од тој проект, затоа и размена многу искуства, верувајте, затоа што сепак ние колку и да сакаме, сепак Македонија е мала држава и многу ни треба да размениме искуства и да видиме практики од многу поразвиени држави. Само на тој начин можеме и ние да се стремиме да идеме натаму и сметам дека тој проект кој што го реализираме ќе ни даде многу убави правци за идниот развиток на општина Илинден. Граѓаните сакаат асфалтирани улици, граѓаните сакаат да им биде чиста и убава општината, меѓутоа граѓаните сакаат и култура, сакаат и културно-забавни манифестации, денови на култура, традиционално секоја година во Илинден, каде се слави убавиот пишан збор. Што се случува секој лето во Илинден? Интересно е, да, ние во Илинден имаме неколку културни манифестации, една од нив по која Илинден можеби е препознатлив изминативе 25 години, а тоа е литературната манифестација Илинден, која веќе, како што споменав, 4 век се организира. Тоа е поетска манифестација. Ние ги нарековме денови на културата во Илинден. Освен таа поетска манифестација, каде што имаме и литературно матине за деца, имаме централна свеченост каде што најеминентните поети од Македонија доаѓаат и понекогаш и меѓународни од други држави поети, кои што доаѓаат и ги рецитираат на таа манифестација и го збогатуваат така културниот живот во нашата општина. Исто така даваме можност на нашите културно-уметнички друштва, на наши локални групи, кои што преку тие денови на култура може да се реализираат, може да се промовираат. Така да тоа е одлични неколку дена кои што се случуваат на територија на општина Илинден. Оваа година имавме и кино представи, така да интересни настани за тие денови на културата, морам да кажам. Има ли музички настан кои што општината ќе го? Да, имаме за денот на општината секогаш, кога е денот на општината, вообичаено го организираме, тоа е негде пред, пошто сме, името е Илинден и спроти празникот Илинден 2 август, негде кон крајот на јули вообичаено се организира денот на општината и тогаш секогаш имаме музички настан. Последнава година, сега летово, беше Андријана Јаневска, Гостинка и Тарабунов. Така да, минатите години имаше други македонски изведувачи, така да и денот на општината секогаш го одбележуваме со убави музички концерти, поддржуваме и други настани. Имавме некои настани оваа година и минатата што ги организиравме, а тоа е околу неколку играорни друштва од многу држави доаѓаат и прават убав настан во Илинден. Так, фолклорна манифестација. Света Тројца, мислам дека се викаше, каде што исто така ние даваме поддршка и еве неколку години се реализира. Имаме рубрика Граѓаните прашуваат од социјалните мрежи. Кажавме што кажавме за сработеното, да видиме што прашуваат граѓаните. Велат, иако е пријавено неколку пати во каналот Сисавец Топлик, чинам што се јави гледачот. На улица 27 во населбата Илинден повторно се испуштаат отпадни води од околните фабрики. Дали општината има решение за ваквите фабрики или граѓаните да ја вдишуваме лошата миризба предизвикана од отпадните води? Ако некој на своја рака, некои компании испуштаат отпадни води токму во тој канал, ја ги охрабрувам граѓаните веднаш да пријават во нашите инспекцијски служби, истите ќе бидат санкционирани, ова ми дава потик уште утре да ги задолжам моите инспектори да искочат на терен и да констатираат доколку има такви појави. Така, убаво би било да се провери. Ќе проверат и доколку има, ја гарантирам дека ќе бидат санкционирани. И истиот гледач вели второ поблаго прашање до градоначалникот, дали е планирано да се затвори каналот поради тоа што во зимскиот период има зголемено присуство на стаорци, а летно време змии. Исто така на самата улица има мали деца и самиот канал представува вели опасност. Најверојатно што
што го постави, да, ќе го разгледаме доколку има можност техничка да тој канал да се затвори и тоа нема да пречи на тие, затоа што може, видите, само како ќе ме разбере и гледачот, ако ние затвориме некој канал, а тој канал служи за одведување на атмосферски води, може да се случи утре поплава и така натаму и така натаму. Така да ќе видиме, ќе процедиме доколку има можност, ќе се постават атмосферски цевки, ќе одведеме таа вода, нели, но мора прво да се направи проценка, за тоа си имаме посебен норматив кој што утврдува дали може, не може, но и ова ако има некакви појави, исто така ќе видиме со некоја деретизација ќе се обидеме, затоа што тој мислам дека канал доаѓа од земјоделскиот дел, од кај по лињата и ништо чудно да по самиот канал да доаѓаат и нели полски покрај ова што ги засега граѓаните и конструктивните критики имаме и пофалби кои што велат пофалба за континуираните реконструкции на улиците, тротоарите, велосипедските патеки до градоначалникот, дали овој тренд ќе продолжи? Ќе продолжи како што и најавив претходно, значи ќе работиме на реконструкција на многу улици наредниот период, на многу патишта, така да нема да запре тој процес и најголем дел од нашите капитални инвестиции се наменети токму во патната инфраструктура и тука нема да запреме, верувајте дека наредната година ќе биде уште подинамична и уште со поголеми инвестиции од 2024. На самиот крај од нашиот разговор подготвувате ли отчет пред граѓаните? Да, значи ние секоја година правиме отчет за сработеното во таа година, така да и за 2024 година ќе има отчет кој што најверојатно по завршување на годината негде во јануари ќе биде и електронски достапен, но и во печатена верзија, ќе биде поделен по населените места. Ќе имаме и видео презентација некоја на тој отчет, но исто така од негде во 2025-та ќе направиме и 4 годишен кумулативен отчет и верувам и настан тогаш ќе има, така да ќе направиме и таков отчет каде што директно пред граѓаните ќе кажеме со сите 4 години кумулативно што сме направиле. И конечно, господине Георгиевски, на што конкретно ќе се фокусирате во последната година од мандатот? На последната година, како што и кажав, ќе се фокусирам на комуналната инфраструктура, патната инфраструктура, довршување на почнатите проекти. Се надевам дека првиот квартал од 2025 ќе биде завршен здравствениот дом кој што го работиме, кој што е капитална инвестиција и е инвестиција која што во Илинден не била во последните 40-50 години, кој што е и такако неопходен за граѓаните и се надевам дека Министерството за здравството и такако добро ќе го изменаџира за да добијат нашите граѓани што повеќе услуги. Работиме исто така, не спомнав преска, реконструкција на фудбалскиот терен за голем фудбал во Илинден, каде што веќе се гради посебен терен во соработка со ФФМ на Пештачка трева. Тој треба да го довршиме и сакам да изградиме на нова убава трибина со ново осветлување да добие лик на модерен мал стадион. Исто така наредниот период, наредната година, здравје Боже, сакам во централниот дел на општината, помеѓу Илинден и Марино, да изградиме еден убав сквер, еден убав плоштад, парк, кој што ќе биде централно место и избиралиште за нашите граѓани, така да нафрлив неколку проекти, но исто така особено ќе продолжиме во патната инфраструктура, водоводните реконструкции, изградба на фекална канализација, спортски терени, култура, така. Ке посакам успешна 4-та година од мандатот, а граѓаните да кажат дали ќе дадат довербата за уште еден мандат, бидејќи тие и навистина го одлучуваат тоа. Ви благодарам за времето, ви благодарам што прифативте мојата покана. Се надевам отворивме многу прашања значајни токму за жителите на Илинден. А се надевам дека ќе имаме и следна прилика да поразговараме што се случува и што ќе се случува во последната година од мандатот. Овде уште еднаш ќе ви се заблагодарам. Поздрав и секое добро. И благодарам уште еднаш на поканата. Се надевам дека добар дел од прашањата успеавме да ги одговориме, но стоиме на располагање во иднина, секогаш сме достапни за нови разговори и да ви ги соопштиме нашите идни планови. Ви благодарам уште еднаш. Александар Георгиевски или првиот човек на општина Илинден во Скопје ми е дома. Почитувани гледачи, и вам ви благодариме за овие повеќе од 40 на минути со внимание што не проследивте и во оваа 4-та емисија од втората сезона. Се гледаме за 7 дена со нов градоначалник и нова општина. До тогаш останува јас да ве поздравам и да посакам да си имате пријатна празнична вечер. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно